Агрономите очекуваат наезда од глувци во нивите. На удар според нив ќе бидат оризовите полиња каде жетвата се уште не е започната. Посебно ги има многу, кај што има топла вода, кај што има високи топли води тоа се оризовите полиња. Посебно пред 4-5 години пак овој проблем се јави, посебно во оние села кај што има топла вода, кај што е Чешиново, Блешево, Кучичино и така другите села од Крупиште натаму. Ваквата состојба, која според Иванов е резултат на недостиг на храна за глодарите, но и спроведените деретизации во шахтите. Според него, глувците кои не угинале сега се повлекуваат кон периферијата на градот, а оттаму и кон селата. Поради ова, тој сугерира на предпазливост и подготвеност од страна на земјоделците. Препорачувам да не бидам долг во сите местни заедници, посебно селските сега, да се формираат своји екипички од 2-4 луѓе, кои секојдневно ќе шетаат по полињата и во селата, во куќите, така натаму. Кај што ќе првите дупки кои ќе забележат на јамите и на било каде во нивите, веднаш да интервенираат, да може да се превземе. Пред 4-5 години беше ефикасна таа акција. На време реагиравме, иако имаше штета, меѓутоа сепак колку толку се спречи. Инаку, последен пат голема наезда од глувци во оризовите полиња имаше во 2014 година, кога стаурци уништија и до 50% од родот кај оризот.